Денес би требало да го славиме Господа, затоа што има многу причини за славење, нели? Така да, прво Олгице ти речи му на синот дека Господ Исус Христос ја укина смртта и смртта не постои. Се додека луѓето мислат дека постои смрт, дека ова тука е единствениот живот, или дека ова тука е животот, како ја нарече псалмистот, оваа земја. Уште? Долина на смртната сенка. Овде тука се наоѓаме во арена. Сакате да биете во арена? Сакате да ве фрлат во арена со тигри и лавови околу вас како првите христијани? И дали тогаш ќе речете, што убаво е овде да уживаме во аренава? Иако првите христијани се радувале кога ќе се нашле таму, затоа што знаеле дека со победа ја завршуваат трката, како и апостол Павле. Затоа што знаеле дека завршува маката, завршува прогонството, завршува страдањето, а тие имаат прилика да го прослават Исуса Христа со мачеништво и така да ја завршат трката, после која добиваат венец, нераспадлив, вечен. Има причина сестра Лугица да го слави Господа за судската победа што тој и ја даде. Сите приватно, поединечно имаме голема причина да го славиме Господа. Верувам, секој ден од вас може да најде такво нешто во вашиот живот и во изминатава седмица. А најголема причина имаме што Господ ги порази плановите, барем на тукашната влада, и немаме дискриминаторски мерки против граѓаните што не сакаат да се вакцинираат со отровите на новиот светски поредок. Слава на Господа! Повторно е подобро да се биде во Македонија, отколку во Европска Унија, отколку во Соединетите Американски држави. За Австралија и да не збориме, веќе се најавуваат фашистички мерки таму. Мицотакис гадот им се закани на сите грчки граѓани над 60 годишна возраст со месечна казна од 100 евра секој месец за сите што не се вакцинирани и не сакаат и понатаму да се вакцинираат. Во Германија на еден генерал, значи не доктор, генерал му е дадена задачата да се изврши програмот за вакцинација на целото население. Што тоа подразбира? Нешто како што слушаме и читаме за Австралија деновиве, концлогори. Фашизам на дело. Фашизам на дело, додека нашиве слепци од крдото на адвентистите на седмиот ден се уште зборуваат за некакви теории на заговор, изгубени во Вселената не знаат што се случува. Фашистите на дело, веќе без никакви маски, го вршат делото на ѓаволот, го убија германскиот доктор, што ја откри вистината за составот на отровните вакцини. Да подсетам дека пронаоѓачот на ПЦР тестот веќе одамна е покоен, кој што и тој ја кажа вистината дека тие тестови знаат да даваат лажен позитивен резултат.
и убија тројца председатели, еден на Хаити и други двајца на едниот од Танзанија, другиот од една, дали беше Ботсвана, не се сеќавам. Секој што излезе во јавност со вистината, некој од нив или што одбива како председатели да го увезат отровот, змискиот отров, со кој што ќе ги боцкаат своите граѓани, некој од нив веќе се убиени. Со мачеништво го запечатија своето сведоштво за вистината. Некои од нив живеат и понатаму, слава на Бога. Нобеловецот Лук Монтање и до ден денес е жив и здрав. Неговиот сонародник Кристијан Перон исто така. Доктор Шива во Америка, доктор Сухарит Багди, кои други беа, кои што зборуваа против оваа пандемија и против начинот на кој што државите се справуваат со неа. Интересна вест од Ботсвана деновиве, дека новиот сој Омикрон, таму, значи од некои дипломати наводно започнал, ги погодува наводно, јас не верувам на вести, ниту вакви, ниту онакви, ниту за, ниту против, затоа велам наводно. Наводно ги погодува само тие што беа веќе вакцинирани. Оние што не се вакцинирани немаат проблем од сојот наречен Омикрон. Не знам, значи, дали е тоа точно. Јас ке повторам дека во врска со оваа пандемија никогаш ништо не сум зборувал што не сум сигурен. Значи, многу месеци одамна читав и за графен оксидот, значи, составот зашто германскиот доктор Андреас Ноак беше убиен деновиве. Еден куп разни други гласини, ако сакате и теории, што уште одамна ги читав. Сега последниве месец дена имаше една вест, една информација, дека, која што ја тврди една жена што работела исто така во овие компании, биотехнолошки компании, дека во Pfizer вакцината наводно се наоѓа и еден паразит, едно живо суштество, Hydra vulgaris се вика. И да, и сега има еден куп работи поврзани со тоа, не ми е тоа темата, не сакам да го кажувам тоа. Само споменувам примери и многу работи што сме, некои од вас што сте ми праќале мене, што јас праќав на други. Има многу работи што сме прочитали и чуле, што јас не сум ги кажувал од ова место. Зошто? Зато што не сум сигурен. Значи, јас кажувам само она што сум сигурен. И слава на Бога што Библијата, особено сведоштвото на Елена Вајт против амалгамацијата, е она сигурна основа врз која што го изградивме нашиот став, и потоа сето друго што отпосле следуваше, што сме слушале, што сме читале, и сета пракса, сето искуство до денес го потврди нашиот став. Значи, видите колку е сигурно да се потпрете на Божјото Слово, колку е сигурно да се потпрете на Божјиот закон. Сите адвентисти кои што не го знаат и не го послушале советот на духот на пророштвото во врска со оваа криза, сите се наоѓаат на погрешна страна или се изгубени, без ориентација, сега не знаат што е право, што е криво. Или каков став треба да се завземе. Инаку би сакал да нагласам една друга битна работа. Знаете, денес и во текот на минатите месеци, сите овие скоро 2 години, откако почна пандемијата,
Може би сте сретнале на интернет или во живо, сте сретнале луѓе кои што, или сте прочитале некаде, кои што велат треба да ја слушаме науката. Треба да го следиме советот на науката, на струката, на научниците и така натаму. Мнозина, дури и мнозина паметни и образовани адвентисти го зборуваат тоа како папагали, значи како новинари. Новинарите се професионални папагали. Значи, повторуваат едните исти фрази, без да размислуваат што тоа значи. Што значи да ја следиш науката? Значи, мнозина ја следат политиката, го следат режимот, некои следат некоја официјална идеологија и тоа го нарекуваат наука. Да се следи режимот не значи да се следи науката. Значи, во средниот век, режимот бил тој кој што ја гонел науката. И сега, на која страна е папата во оваа криза, кој што тогаш во средниот век бил против науката, сега на која страна е? Значи, како беше советот на баба му, на Ѓорѓе Маријановиќ, професорот на Олгица? Ако не знаеш која страна да завземеш во некоја криза, во некоја војна, прашај бугарите која страна завзедоа. Зошто? Затоа што бугарите во двете светски војни завзедоа погрешна страна. Вие ако сакате да знаете што е вистинската наука, а што е идеологија, политика, религија, тоа све спаѓа во идеологија, која што е против науката, прашите го папата на која страна се наоѓа. Папата во средниот век завзел погрешна страна во однос на науката и денес многу адвентисти, на кои што тоа не го очекував. Толку многу христијани, толку многу протестанти, толку многу адвентисти паднаа на пропагандата за рамна земја. Дури од некои читав такви глупави аргументи, што некои одлични седмооделенци, односно денес осмооделенци, ке им се смеат. Папата беше против науката во средниот век, папата завзеде страна за теоријата на еволуцијата, 90-те години, и папата денес е на чија страна? На страната на вакцините. Значи, каде е науката? Науката е таму каде што луѓето што ја застапуваат се против овие вакцини. Како што е и духот на пророштвото. Лук Монтање е нобеловец, замислите. Бил одамна. И она што Лук Монтање го рече пред година дена, пред да почнат вакцинациите, или кога што туку започнале. Денес праксата го потврди. Епа новеловец потврдува, не партиски глупак. Со титула. Лук Монтање рече прв, многу доктори тоа го повторија во текот на годинава, но тој прв рече дека епидемија, зараза не се решава со вакцини, дури и со најсаглам вакцини. Затоа што значи, во текот на епидемијата не се користат вакцини, не се вакцинира население. Затоа што вакцините ќе произведат нови соеви, ќе го мутираат вирусот, со други зборови. И што покажува праксата до ден денес? Дека он беше во право. Тоа е наука. Значи, речите му на некој кој што ќе ви каже, било да е атеист, било да е адвентист, или било што помеѓу тие две категории, кој што ќе ви рече науката да ја слушаме. Ова е наука. Науката не е што мисли некој човек, што мисли некој авторитет, туку она што се потврдува во пракса.
Науката е тоа што се потврдува во пракса. Најчесто, науката е независна, значи, оди против режимот, вистинската наука. Режимска наука не е наука. Науката треба да се потврди во пракса за да биде наука, инаку е филозофија, религија, идеологија, политика. Лук Монтање не се разликуваше од многу други доктори, тогаш кога го кажа тоа, значи лани, но времето го потврди. Времето докаже дека стварно заслужил да биде Нобеловец. Она што тој го кажа, се потврди, тоа е така во пракса. Она што другите го зборува, дури после многу кратко време се покаже дека грешат, дека е погрешно, дека не е така. Мијатата сабота, кога зборував за статистиките за зголемената смртност на стапка на смртност на многу спортисти од различни дисциплини, само што се вратив дома, забележав еден нов напис, и тоа од израелски медиум, Real Time News, кој што сумира и вели дека според статистиката што FIFA ја направила, во текот на целата ова 21 година, смртноста само за фудбалери станува збор, на фудбалери по фудбалските терени се зголемила во оваа година за 500%. Замислите. Официјална статистика на FIFA за 500% од декември 2020 до денес. Од декември 2020 до денес 183 професионални спортисти и тренери ненадејно се струполија на земја во текот на надпреварот, од кои 183, 108 починале веднаш. Истражувањето на ова Real Time News состави и список на спортисти по категории, иначе статистика, сега за сите овие погодени од ненадејна смрт. И според статистиката, повеќето од спортистите се мажи, имало, значи од овие 183, само 15 биле жени. Огромното мнозинство на мажи е помеѓу 17 и 40 годишна возраст, значи млади, да речем. Само, значи, многу мал процент, значи петорица биле помеѓу 42 и 45 годишна возраст. И така натаму, да не ги читам овие исклучеци. Значи, огромното мнозинство е помеѓу 17-40 години. На списокот се наоѓале, посебно се истакнува 23 тинејџери од 12 до 17 годишна возраст, од кои 16 починале, од 23 тинејџери. И понатаму се зборува за некои конкретни, го споменуваат повторно Серхио Агуеро, некои конкретни фудбалери што им се случува, што немам намера да го споделувам. Тоа е статистиката. Страшно. Страшно, меѓутоа, и покрај овие факти, и покрај овие убиства, повеќето народ е слеп. Зошто е слеп? Зошто евреите се слепи според апостол Павле? Зошто најпаметниот народ на светот е слеп? Значи, видите колку е битно, значи не е битно колку си паметен. Сите се паметни, луѓето не се глупи по природа. Туку, дали си паметен, дали си образован, дали имаш титули, дали било как потекло, имот или не е битно тоа. Битно е кому му веруваш. Кому му веруваш и што
веруваш. Тоа се покажува како многу битно. Во секоја човечка криза, поединечна или национална или црковна, и во светскава, кому му веруваш? Да подсетам од летоска, Израел беше избран за овој експеримент, прва земја, која што предњачи во овој експеримент. Имаше две причини, ќе ја повторам само најсилната. Која беше причината? Затоа што Израел беше првата земја во која што населението имаше највисок процент доверба во својата влада. Затоа беше најлесно таму, каде што народот најмногу и верува на својата влада. Зошто евреите го отфрлија Христа пред 2000 години? Повеќето народ. Затоа што повеќе поверува на своите водачи. Денес се поставува прашање до сите адвентисти на седмиот ден. Дали ќе им верувате на своите водачи, кои што застанаа на страната на ѓаволот во оваа криза и ги поддржаа отровните вакцини, или ќе верувате на духот на пророштво кој што ги осудува, ја осудува секоја амалгамација, го осудува секој генетски инженеринг. И сега се покажува дека ова можеби ќе биде судбоносно прашање за сите нив, за сите нас. Бидејќи за некој може би предоцна. Не за сите, но за некој. Особено оние со најслаб имунитет. Би сакал да отвориме повторно во книгата на пророкот Данијел. Пред да отвориме таму, Данијел 8 глава, отворете, да бидете подготвени. Каде што сега ќе го прочитам не само 25 стих, туку малку повеќе текст. Пред да го читам текстот, би сакал да дополнам една занимливост. Деновиве се поставуваше прашањето на интернет од мнозина, зошто се вака нарекувани овие соеви? Зошто толку индикативно? Како прво, зошто грчката азбука? Ќе го оставам тоа прашање. Верувам дека има врска со алфа и омега. Она што Господ го рече. И ако е Господ алфа и омега, тогаш треба ли да ве плаши било што помеѓу, измеѓу? Но ајде, тоа е една интуиција, така да речем. Не е од мене, го прочитав и јас летоска. На други им текнало тоа. Има една друга работа што забележали луѓето, а тоа е дека соевите не се наречени по редослед на грчките букви. Туку некои букви се прескокнати. Пред овој омикрон, што беше пред тоа? Да, и меѓу делта имаше и, ако се сеќавате, му. Мислат на м, која што на грчки се вика ми, не му. Меѓутоа, светот ја нарекуваше му. Зошто? Затоа што режимот им се исмејува на луѓето, особено на луѓето што му веруваат. Се исмејува на целиот свет. Ги нарече крдо. Населението на целиот свет, режимот го нарече, зверот го нарече крдо. И Генерална конференција исто така го употреби тој збор крдо. Ја поддржуваме вакцинацијата за да се постигне имунитет на крдо. Затоа јас од тогаш наваму
Не ги нарекувам црква на адвентистите на седмиот ден, туку крдо и било кое друго крдо. Сите што ја прифатија ова именка за себе си, што режимот им ја даде, крдо, тие се крдо. Тие се кравите васански од Амос 4 глава, 1 стих. И сега оваа криза го прави тоа и тој избор, го поставува и тоа решетање на дневен ред. Дали сте Христова овца или сте кравите васански? Од Амос 4 глава, 1 стих. Слава на Бога, не сакам да го заборавам и ова, што додека еден куп православни водачи, еден куп протестантски, за жал и адвентистички, застанаа на погрешната страна, Хрватската бискупска конференција, значи католиците, и католиците бискупи во Црна Гора ја застанаа на вистинската страна против. Видите како се исполнува и тоа пророштво. Господ рече дека во Вавилон, во срцето на Вавилон, има свој народ. И оно што мене ме восхитува, не меѓу обичните верници католици, ја би рекол дека таму има 80% негов народ. Не меѓу обичното свештенство, каде што сигурно и таму има голем процент, не можам да кажам колкав. Меѓутоа, годинава покажа дека многу католички бискупи застана на вистинската страна против папата. И оно што најмногу ме восхитува, Господ имал свој човек, значи свој народ, и меѓу кардиналите, еден кардинал, како се викаше, се кавате? Вигано. Еден кардинал отворено зборуваше против режимот, против антихристот, против вакцините, против ересите на папата и папството, против екуменизмот. Дури меѓу кардиналите, како некогаш во еврејскиот Синедрион, со Јосиф од Ариматеја и Никодим, како богати луѓе, членови на тоа највисоко управно тело на еврејскиот народ. Господ меѓу кардиналите има свој човек. Јас се восхитувам, ја го славам Господа за ова. Еден куп римокатолици се на Божја страна денес, кога мнозина од нас паѓаме и отпаѓаме од вистината. Да не даде Господ ниту еден од вас да отпадне што сте тука и сите вие што не слушате и не гледате преку интернет. Да отвориме Данијел, 8 глава, а не довршив со Омикрон. Постои, се прошири едно објаснување на интернет, значи, како одговор на прашањето зашто се скокнати некои букви и зашто сега се отиде на Омикрон. Значи, мнозина сметаат дека режимот и на овој начин сака да се подигрува и да им се исмејува на луѓето на целиот свет. Затоа што буквите Омикрон можат да се пермутираат и да се добие зборот од Омикрон, од истите букви, да се добие зборот мороник. А и тоа, моронот, е грчки збор по потекло. Се употребува, и тој збор се употребува во текстот од Матеј 25 глава за лудите девојки. Иако Матеј изворно е напишан на арамејски, но да речеме во првиот превод на Матеј. Јас пак го нагласувам она најбитното. Дали знаете што значи Омикрон? А што значи Омега? Омега, тоа мега, што значи? Големо. Значи, омега значи големо О.
Да. О микро, значи мало О. Не во смисол мали и големи букви, туку во некое суштинско значење. Господ за себе рече дека е алфа и омега. Значи, Господ е големото. Господ е силата, величието. Господ е се. Без Господа сме ништо. Се што е против Него се множи со нула. Омикрон има форма на нула. Треба да се плашите од нула. Ама концлогори, ама фашизам, ама нов светски поредок. Се што е против Господа, се што е против Словото, множете го со нула. Сите влади на светот, множете ги со нула. Сето тоа е омикрон. Малечко О, нула. Компир. Ама тој скапанко, што не е за јадење. За фрлање, што е. За свињите. Господ вели, јас сум алфа и омега. Да, живееме во времето кога најголемите мачења, мачеништва, најголемите прогонства, најголемите неволи од историјата на светот за Божиот народ допрва сега престојат. Во последното време, пред Христовото враќање, но сето тоа да го помножиме со нула, затоа што ако е Господ со нас, кој е против нас, прашува апостол Павле во Римјаните 8 глава. Може ли да го одговорат ова прашање и Путинова Русија, и Бајденова Америка, и Европска Унија? Можат ли сите држави на овој свет да го одговорат ова прашање? Ако е Господ со нас, со вас, кој може да биде против вас? Да завршам и со текстот во Данијел. Мијата сабота го прочитав само 25 стих, но сега би сакал да читам од 21. Данијел 8 глава. Значи, прва зборува за овенот и јарецот, зборува за Александар Македонски, неговото царство, 4 рога што израсна, 22 стих, на негово место, откако се скрши тој големиот рог. И сега 23 стих вели, а кон крајот на царството нивно, сега на кој крај се мисли? Овде вели, кога отстапниците ќе ја исполнат мерката на своите беззаконија. Замислите какви зборови. Дали тоа може да го поистоветиме со нашето време? Дали постоело време во историјата кога отстапниците, отпадниците, безбожниците ја исполниле мерката на своите беззаконија? Знаете што значи тоа? Ја исполниле мерката. Значи, кога некои безбожници ја исполниле мерката, што се случило? Пример, кога безбожниците од времето на Ное ја превршиле, ја исполниле мерката на своето беззаконие, последниот греф. Потоп, кога содомјаните ја навршиле, ја исполниле мерката на своето беззаконие, што? Оган. Патам речено, содомјаните денес со своето знаме сведочат една библиска вестина. Тие сведочат дека нема да бидат уништени со вода. Господ во житето за тоа го даде, нели? Ветување дека повеќе нема да го уништам светот со вода. И сега мороните тоа
го сведочат, како Божем да не постојат други видови на уништување. Содом и Гомор со што беа уништени? Со оган! Денешната Содомија со што ќе биде уништена, заедно со сите други беззаконија? Со оган! А Господ пак си е верен. Винежитото и ден денес сведочи дека нема да биде уништено со вода. Само нашето време може да биде времето на последниот грев, времето кога отстапниците ја навршуваат мерката на своите беззаконија, и продолжувам да читам. Значи, тогаш, кога отстапниците ќе ја исполнат мерката на своите беззаконија, ќе се издигне еден цар безсрамен. Безсрамен. Нема срам. И искусен во сплеткарење. Пазите, Библијата зборува за цареви, не зборува за председатели, премиери и други полтрони. Зборува за суверена власт. Антихристот е суверена власт. Царот е суверена власт. И овој цар, последниот антихрист, е наречен безсрамен, но искусен во сплеткарење. Неговата мок ќе се зацврсти, иако не со негова сила. Како и во средниот век, на зверот кој му служеше како воена сила, тој немаше некоја своја војска. Немаше своја војска. Ден денес Ватикан нема, освен таа швейцарската гарда. Некој од нив дадоа оставка од гардистите, бидејќи не сакале да се вакцинираат. Тоа беше стара вест уште од летоска. Тоа не е војска, тоа не е сила. Меѓутоа, тоа е најсилната држава во светот. Не со негова сила. И не мислам на Белиов папа, на Кловнов. Тоа е исто како председателите и премиерите. Марионета. Се работи за црното племство, црниот папа, за ѓаволите кои што и не ни излегуваат во јавност. Неговата мок ќе се зацврсти, иако не со негова сила, пак повторно. Зошто? Бидејќи во Откровението што читаме? Кои се тие што на зверот ќе му ја дадат својата сила? Ќе го поддржат? Како? Да, или конкретно 10 цареви, 10 рога. Тоа е Откровение 17 глава. Читате таму за дома. Продолжувам. Тој ќе врши големи пустошења и ќе успева, ќе действува и ќе погубува јунаци и народи на светиите. Човек, голема депопулација, голем геноцид. Цели народи, со други зборови, Божиот народ од многу народи, од многу земји, националности. Заради лукавоста негова ќе напредува и сплеткарството во раката негова, во срцето ќе се возгордее и без повод овој превод, или во мирно време, како што рековме во други преводи, Даничиш, например, во мирно време ќе погуби мнозина. А ова што е? Мијата сабота ќе спомена Сталин и Мао Цетунг како примери, кои што во мирно време погубуваа мнозина. И тука би сакал да додадам уште нешто. И комунизмот, како и фашизмот, национал социализам и советски социализм, тоа се све социализми, се чеда на антихристот. Овие се чеда на антихристот. Сите тие режими. Се сеќавам кога беше тука, мислам дека беше Морис Бери пред 20 години, сестра Надежда му постави прашање: а како ќе може светот да се обедини, да биде цела една светска влада? Да речеме со земји како што се Русија, Кина,
кои што така и доскоро, до пандемијава изгледаше дека тие земји се против Западот, Америка, Европска Унија и така натаму. Пандемијата го докажа тоа што Морис Бери тогаш го кажа пред 20 години, дека новиот светски поредок многу полесно ќе успее во такви комунистички земји. Зошто бидејќи тие се по природа тоталитарни земји. И тоа е она што ѕверот го сака. Пандемијата тоа го докажа. Пред само 2 години, летото 19 година, прочитав една вест, не се не сеќавам каде ја прочитав, и малку ме збуни на почеток. Дека Ротшилд, родоначалникот на лондонскиот клан, ја затворил својата берза во Лондон и тој самиот, со се семејство, со се целиот свој имот и со сите своји акции, се преселил во Кина, во Шангај конкретно. Значи, замислите, постојат и ден денес имигранти, било од кај нас, било од други земји, кои што сакаат да одат каде? Според песната на Pet Shop Boys, на запад. Go west, на запад. Кој имигрант сака да оди во Русија? Дали знаете некој имигрант кој што се преселил од Македонија во Русија од економски причини, бидејќи имигрантите најчесто се селат од печалбарски причини? Или отишол во Иран, или отишол во Кина. Сите бегаат каде? Go west. Сите бегаат на запад. Шангај од Лондон се пресел, Ротшилд од Лондон се пресели во Шангај, во Кина. Стварно не ми делуваше и мене логично. Прво што ми текна беше од еден филм, од една серија, поточно. Една мисла дека Кина сега е водечка економска сила, дека Кина за некое кратко време ќе ја претрка Америка, Америка ќе паѓа, ќе заостанува и економски и секако, Кина ќе се издигне и сега паметните луѓе од напред се селат во Кина. Но пандемијата покажа нешто друго. Економскиот бум, економското чудо на Кина минативе 30 години е дело на сите овие кланови на новиот светски поредок. Значи, Кина е Ротшилдова земја. Не сега, уште пред 30 години, уште одамна, уште пред 50 години. Тоталитарниот систем е нешто што на ѕверот му и на неговите слуги им одговара. И сега тие финансираат, вложуваат во Кина, ја форсираат Кина. Од Кина и започна пандемијава. Затоа што тие сакаат целиот свет да биде како Кина. Сите под тотален надзор, тотална контрола и тоталитарна власт. Ձверот, антихристот. И да довршам. Значи, во мирно време ќе погуби мнозина, но на крај вели, тој ќе се крене против кнезот над кнезовите. Кој е тој? Христос. Но ќе биде победен не со човечка рака. Не со човечка рака. Што значи ќе биде победен од кого? Антихристот ќе биде победен од Господа. Второ послание до Солумјаните, 2 глава, 7 и 8 стих. Тајната на беззаконието веќе действува, само тоа нема да биде извршено додека не се отргне оној што ја задржува сега. 8 стих.
тогаш ќе се открие и беззаконикот, кога што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Амин. Да даде Господ ниту еден од нас, ниту еден од вас да не биде на погрешната страна. Однапред знаеме која е победничката страна во оваа војна, а која е губитничката страна. На поголемиот дел од светот му изгледа дека треба да се попушти и треба да се биде на страната на силните. За нив силните се сите овие зверови, сите овие големи држави, големи војски и така натаму. Врз база на Божито Слово, ние сите нив ги множиме со омикрон. Со нула. Тие се нула и нивното оружје е нула. Бидејќи сме на Божја страна и ако е Господ со нас, никој не може да биде против нас. И би сакал да завршам со зборовите од Захарија 4 глава, каде што Господ не одамна, значи уште пред Христа, ни откри со кое оружје треба да се бориме во вакви кризи, кога е верата и верноста кон Него во прашање. Захарија 4 глава, и со тоа оружје, и со вашите и нашите молитви се спречи овој план, се порази овој план на македонската влада да не ги донесе овие мерки до сега. Захарија 4 глава, Господ повикува: тоа е словото Господово кон Зоровавел, што кажува, а за нас, кон сите нас, кон сите вас. Тоа е словото за тебе, сестра Маре, за тебе, брат Рајче, сестра Сонја, и не само медицински лица, сите. Тоа е словото кон сите вас денес. Не со сила, не можеме ние со полициите и војските на овој свет, не со крепост, туку со мојот дух, вели Господ Саваот. Што значи Господ Саваот? Саваот? Господ над војските. Над сите војски е Господ. И над безсмртните војски, многу посилни од било која светска или земска сила, е Господ. И Господ не повикува да се бориме со Неговиот дух. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Отче наш, ти благодариме за Твојата голема благодат и милост, за Твојата голема љубов кон секој еден од нас. Ти благодариме за овој саботен ден. Ти благодариме што се уште во мир и слобода можеме да се собираме в црква, да те фалиме и славиме и да се храниме од Словото Твое, ветувањата Твои, силата на Духот Твој. Ти благодариме, Господи, што ги спречи, што ги вослиши нашите молитви и ги спречи мерките на оваа влада да не се донесат. Ти благодариме што живееме на вистина во оаза на мирот, слушајќи ги вестите и гласините од други земји, дури и од соседни. Ти благодариме не затоа што сме поверни и поправедни од другите, не затоа што сме попаметни од другите. Ти благодариме, Господи, само на милоста Твоја, бидејќи на Тебе се надевавме, на Твоето Слово, и со Твојот дух и со Твоето Слово ќе продолжиме да војуваме. Води на недостатокот на овој саботен ден, а за тоа те молиме и ти благодариме во името Христово. Амин.